Благодарам, председателе. Почитувани колеги советници, почитувана јавност. Многу работи се кажени од оваа говорница за проблемот со бездомните куќиња во нашата метропола, како што умееме да кажеме, нашето Скопје, кој за жал има еден деценијски проблем со бездомните куќиња и никако да се реши. Многу работи се направени, но недоправени. Затоа што ние треба да сме изворот на информации од Скопје и сето она што скопјани ни го пренесуваат на нас, треба да го споделиме заедно тука со вас и да најдеме соодветно решение. Скопјани, неколку пати сум повторил, ќе повторам и сега, се небезбедни во својот град. На површината на целото Скопје се претпоставува дека има околу од 8 до 10.000 бездомни куќи. И тоа навистина е една бројка која е фрапантна. Навивавме за лајка, кога се отвори пред 5 или 6 години чинам, и тогаш кажав, кога учествував директно во програмата и дадов своје мислење, како кинолог и како човек кој ги сака куќињата без разлика дали се расни или нерасни, човек кој ги сака животните не може да ги подели дали били нарасни или припаѓаат на раса или не, или ги сакаш или не ги сакаш, или го имаш тоа во себе, или го немаш. Уште тогаш кажав дека со оглед на бројката која се соочуваме во Скопје со бездомните куќиња, дека лајка со капацитетите кои ги има не може соодветно и на брзо време да го реши овој проблем. Скопјани се нападнати од куќиња, има околу 800 каснувања, мислам дека директорката пред малку ми соопшти на годишно ниво, што навистина е застрашувачки. Огромни пари на скопјани се одлеваат за потребите на ова јавно предпријатие, кое пак ќе кажам, кој да е менеджмент, еве не окривам никој, нема капацитет и не може на брзина да го реши овој проблем и подхитно треба брзо и системско решение и друга програма. Меѓутоа, во интерес на ЈП-лајк, на вработените, кои верувам дека даваат се од себе да го надминат овој проблем, таму се околу 40 вработени и во моментот како што ме извести директорката околу 160 куќиња кои во моментов престојуваат во овој стационар. Јас замолувам оваа програма да ја изгласаме, иако и онатаму сум на ставот дека оваа програма треба да претрпе низа промени, затоа што се испостави дека со програмата која не е детално образложена, а тоа е стерилизирај, залови стерилизирај и врати на улица, ние не го решаваме проблемот, почитувани советници. Што ако тоа куќе го стерилизираме и го вратиме повторно на улица? Нема да напаѓа, нема да се собираат во глутници, нема да бидат причините да некој монструм тие куќиња ги труе, нема да бидат причините за сообраќајни нестраки. Не го решаваме така проблемот. Мораме во следната програма која доаѓа набрзо со новиот градоначалник и новиот менеджмент на ЈП-лајка да се работи заедно со сите друштва за заштита на животни, со државата, со Агенцијата за храна и ветерина, ако треба со уклучување на меѓународни експерти, да се најде брзо, ефикасно и системско решение за трајно да го решиме проблемот со бездомните куќиња, затоа што Скопје нели е метропола, збориме за градот на културата, не сакаме да биде опишуван во сите оние портали и форуми како туристи сакаме да привлечеме, се опоменати дека пазете во Скопје може да идете на глутници да бидете нападнати. Не сакаме нашите деца со страв да ги пуштаме на улиците и не сакаме куќињата да страдат по улиците и да бидат мета на луѓе кои ги трујат, ги измачуваат или како во поново време што бевме сведоци на немилен настан и убиваат. Така да, почитувани советници, во интерес на вработените и во интерес на куќињата кои се веќе таму, сметам дека треба да донесеме оваа програма, меѓутоа подхитно треба да се зафатиме и со воведување на нова програма, со проширување на лајка и како што кажав и пред малку, со низа промени, со цел трајно решавање на проблемот во Скопје со бездомните куќиња. Ви благодарам. Ви благодарам, господин Кирков. Дали уште некој бара збор?